Денес е строг пост и не се јаде црвено е народната изрека која се практикува на дело ден денес. Но колку тоа е правилно и дали има значење, разговаравме со свештеникот Димитар Арсовски, кој истакна дека ваквото верување не е познато во православната црква, но според него ваквото практикување не е грешно, туку само додаток за покажувањето почит и жалост кон крстителот Јован. Жалост и големината на овој празник, Светата црква определила овој ден да биде строг пост. Имено посебно овде во Источна Македонија, во повеќето краеви, постои една практика која што за волја на вистината не е позната на православната црква, но луѓето, имајќи преголемо почит и на еден видлив начин, стекајќи да покажат дека не се соучесници во ова злодело кое што го направил Ирод, на овој ден посебно во овие краишта не конзумираат црвено, пак ќе кажем една практика која што не е правило, туку е дошла само по себе поради почите на верниците кон светиот Јован Крстител, а во некои краеви се дотаму што дури во овој ден не користат никакви остри средства, како ножеви и секира. Пак ќе кажем, тоа е еден народен обичај, едно нивно видување и почитување на ликот и делото на самиот претечи и спаси самиот претеча. Многу поважно е верниците да се воздржат од своите страсти, лоши мисли и дела, а потоа останува храната како додатен елемент по кој ќе се негува понатаму духот. Обично ние кога зборуваме го слушаме гласот на светите отци и гласот на црквата. Значи пак ќе кажам, ова е некој обичај кој што не е познат на православната пракса и традиција и како таков не е нешто лошо, да речеме, но пред се треба да имаме во предвид дека постот и воздржувањето со храна не е од првобитно значење за нас христијаните, бидејќи поголема и она вистинска важност која што треба да имаме е духовниот пост, односно воздржувањето од телесните страсти, воздржувањето од лошите помисли и секако засилување на нашата молитва која што не треба да биде само за нашите познаници, туку треба да биде за секој ближен и за секој човек. Инаку, според православната црква, денешниот празник се одредува како тежок поради самата неправда која се случила на пророкот Претеча и крстител Јован, кој е значаен за крштевањето на Исус Христос.